Власта пред заминување се обидува да направи епски криминал од 150 милиони евра во рек Битола. СДСМ и ДОИ во очеја и паника склучиле два сомнителни тендери со милионски суми, преку кои функционерите сака да ги натоварат коферите да се заминат, рече председателот на ВМРО ДПМН на трибината на која се зборуваше на темата концепт за инвестиции во енергетиката, што се одржа во Битола, што при согорувањето испушта сулфур и ги труе битолчани, а за тоа е склучен тендер од 100 милиони евра, рече Мицкоски, како што појасни, овие денови е подпишан и друг тендер во вредност од 46 милиони евра за ископ на јаглен во рек Битола, а е одбрана поскапата понуда за 30%. Ние веќе имаме 150 милиони евра тендери кои што треба да бидат завршени пред изборите, за кои што постои основано сомневање дека се исплаќаат авансни провизии во вредност од отприлика 20% и постои основано сомневање и информации кои што стигаат до нас дека првите 10% ќе бидат исплатени сега, а вторите 10% ќе бидат исплатени таму некаде мај-јуни, кога оваа влада на СДСМ и ДОИ ќе замине. Мицкоски порача дека за помалку од 4 месеци е новата влада на ВМРО ДПМН и дека директорите кои одлучиле да им слугуваат на малкумина политичари кои сега се дел од раководството на СДСМ, дека ќе одговараат од прв до последен за ова што го прават. Затоа мојата порака до овие директорчиња и нивните наредбодавачи, ситните политичарчиња од раководството на СДСМ и ДОИ е да се вразумат, да ги откажат овие набавки, да се обидат уште овие 3,5 месеци додека новата влада на ВМРО ДПМН не ја формира владата. Пристојно и достоинствено да го водат рударско-енергетскиот комбинат Битола, потоа да има период на транзиција и мирно да се повлечат, без дополнително да ги плячкаат граѓаните на Македонија и да ја уништуваат Македонија, мислејќи дека тоа ќе помине неказнато. Мицкоски најави дека со доаѓањето на новата влада на ВМРО ДПМН, проектот Чебрен ќе биде еден од значајните проекти со кои ќе се занимаваат надлежните, бидејќи оваа хидроцентрала е од геостратешко значење не само за државата, туку и за идните генерации на Македонија.